И дел од македонците биле помошници на фашистите. Вака премиерот Зоран Заев ја оправда својата најава дека од македонските учебници ќе се брише бугарски пред поимот фашистички окупатор, иако историските факти велат едно, премиерот е подготвен да ги менува со цел задоволување на бугарската страна, иако во светската историја јасно пишува дека Бугарија била партнер на фашистите. Заев сепак порачува дека ние како држава не сме можеле да им ставаме таква етикета. Така да не може да кажете дека цела една нација била фашистичка. Не може да кажете ниту за нас дека сме биле, не знам, сите со партизаните, заради тоа што имало еден дел кој што биле и соработници на фашистичкиот окупатор во делот на Втората светска војна. Во делокругот на добрите европски манери, наше е како ќе определиме дали ќе внимаваме или не во делот на односот. Ваквиот став на Заев ја покажува нееднаквост и неравноправноста меѓу двете страни во овој спор. Поранешниот македонски амбасадор во Софија Маријан Ѓорчев порачува дека Македонија брише една историска вистина, а Бугарија не прави ништо за возврат, па прашува дали од бугарска страна ќе ги избришат тврдењата дека Македонија е бугарска држава. Се крие или се избегнува да се опише историската вистина, а факт е дека дека Република Бугарија е сојузник со нацистичка Германија и фашистичка Италија за време на Втора светска војна. Со тоа што младите македонски генерации и поколенија ќе бидат погрешно воспитувани и ќе учат историја која што не е одраз на она што било. Дали Република Бугарија исто така ќе пристапи кон менување на вордингот за историскиот контекст и, например, ќе избрише од своите учебници една историска небулоза дека Македонија е бугарска земја. Она што во овој случај е проблем е што директно се удира и по резолуцијата за преговорите со Бугарија, која во собранието беше изгласана од сите политички партии заедно, каде пишува дека нема да се робува на анахроните историски стереотипи и илузии. Ѓорчев сметра дека во преговорите македонската власт мора да го почитува она што е изгласано едногласно во законодавниот дом. Според мене, ние како држава мора да преземеме сега односно да имаме цврст политички став, базиран на резолуцијата едногласно усвоена во нашето македонско собрание, по кое што точно се знае зашто ние можеме да преговараме, а зашто воопшто не треба да преговараме. Според мене клучно во ова прашање е да имаме взаемна меѓусебна доверба. Додека секојдневно се објавуваат нови информации, според одредени медиуми, САД подготвувале предлог за решавање на спорот. Според информациите, таму сметале дека Европската унија била инертна и само со помош на САД би можела се очекува забрзување на решението на проблемот што Софија го има со Скопје. Според истиот извор, првиот чекор ќе биде формирање влада померена САД, која најверојатно ќе ја предводи ГЕРБ, а потоа ќе се сервира решение кое двете страни ќе мора да го прифатат. Останува отворено прашањето дали има вистина во ваквите информации или можеби станува збор за нов пробен балон за опипување на пулсот во јавноста и во двете држави.